Јас би сакала да дадам една кратка ретроспектива во однос на учеството на граѓанските организации во справувањето со проблемот со аерозагадувањето. Некаде во 2014 година почнавме да се консолидираме во однос на овој проблем како организации кои сакаат да дадат придонес во решавањето на овој проблем, па излеговме со серија на предлог мерки и препораки кои во тоа време ги групиравме или по сектори или по краткорочни, долгорочни и среднорочни мерки. Секоја година издававме ново, да кажам, издание од тие препораки и мерки. И некаде во 2016 година, при крајот на годината, го презентиравме планот за управување со аерозагадувањето, значи нашата алтернатива или шедоу пред овој план. И овој документ го представивме во собранието на град Скопје. Во секој случај стануваше збор за мерки кои не се предмет на измислување топла вода, туку се нешто што постои во светот. Па така се обидовме да најдеме примери или препораки кои можат да се имплементираат и кај нас. На наше големо задоволство, веќе следната година во предизборната кампања за локалните избори, огромен дел од овие мерки веќе беа влезени во програмите на кандидатите за градоначалници и воедно голем дел од овие препораки влегоа и во програмата на владата, но и во програмите на градоначалниците. Ова е многу позитивно од страна од аспект на следен мониторинг, значи доколку сме предложиле нешто години наназад во време во кое владата немала толку слух, сега имаме една нова ситуација каде што владата ги инкорпорира тие предлог мерки во своите програми, но нашата обврска за мониторинг, следење и конструктивна критика останува. Од минатата година сме членови исто така во интерсекторската работна група за справување со аерозагадувањето, исто така многу позитивен, да кажам, аспект на вклучување на граѓанските организации, а ние преку мейлинг листата на Екосфера успеваме да се координираме и информираме за што се случува на ова поле. Мора да бидеме свесни дека прашањето на животна средина не е само многу комплексно, туку и ќе биде џокерот во ракавот на ЕУ кога ќе стане збор за пристапот кон Европска унија и условите и стандардите кои ние ќе ги постигнеме како држава ќе бидат клучни за нашето влегување во Европската унија. Аерозагадувањето како проблем не е нешто што може да го решиме за кратко време, не е нити нешто што може да го решиме ако се фокусираме само на една работа. Многу добро ги знаеме бројките во однос на дистрибуцијата на причинителите на аерозагадувањето и меѓу другото помеѓу 20 и 30% се сите 5 сектори. И сега тоа ни покажува дека мора да се фокусираме и на сите сектори и паралелно и со еднаков интензитет, и тоа е всушност што представува огромен предизвик и за институциите, и за граѓаните, и за сите. Имајќи го тоа предвид, не можеме да кажеме дека еден ваков план сам по себе ќе реши работата, не е магично стапче. И мора сите да бидеме свесни дека мора интензивно да се работи на ова прашање во следните можеби 15 години, ако не и подолго. И заради тоа мислам дека свесноста за тоа дека ова прашање ќе се решава во следните децении, а не години, мислам дека е дополнителен придонес на чувството на немок или чувството на незадоволство од страна на граѓаните, па и нивната агресивна критика и така натаму кон институциите или дури и кон граѓанските организации. Но сето тоа е разбирливо, имајќи предвид колку не се работеше на прашањето во минатите 20 години, сега мислам дека ова е ваква стратешка определба да конечно почнеме да работиме на овој проблем е навистина за поздрав. Оно што сакав да го прокоментирам конкретно за самиот план, односно за програмата што ја гледаме пред нас за 2019 година. Многу долго време ние зборувавме за аспектите на енергетската сиромаштија. Тоа е нешто што во Македонија многу малку се зборува на таа тема. Има еден сектор во Министерството за економија каде што се работи на тоа поле, но на многу ограничен начин. Во нашето законодавство исто така не постои
не постоеше дефиниција за енергетска сиромаштија. Доскоро мислам дека во законот за енергетика веќе се покри тој аспект. Но она што сакав да го прокоментирам дека овој конкретен план навистина се насочува на тоа да ги таргетира тие семејства. Многу често не е прашање на избор за овие семејства. Не могта да си го затоплите или оладите сопствениот дом е нешто што е огромен проблем за голем број на семејства во Македонија. Тоа е нешто што ние кои живееме во еден ваков, да го крстам, бабл на луѓе кои го немаат тој проблем, тоа за нас е невидливо или непостоечко, но во суштина тоа представува огромен проблем и мнозинството од популацијата се соочува со токму таков проблем. Не мора да може да имате куќа од 400 квадрати и да греете една соба и може да имате многу пари на сметка, но тоа сепак ве прави енергетско сиромашно семејство. Значи, комплексноста на овој проблем мислам дека почнуваме да го решаваме со ваквата програма и тоа е доста позитивно за почеток. Воедно планот има елементи на, да кажам, чекор по чекор декарбонизација на нашето општество. Елементите што се однесуваат на вклучување на обновливите енергетски извори, се еден чекор напред и заменик министерот спомна како климата е доста, да кажам, актуелна како тема, но и неопходна да се справуваме со неа, особено уствари не би кажала особено во урбаните средини, подеднакво во урбаните и во руралните средини. Скопје на неколку наврати можеше да види промени во микроклимата и мини поплави и така натаму. Земјоделците секоја година се несвесно велат дека климатските услови им се менуваат и приносите им се намалуваат. Значи климатските промени се нешто на кое треба навистина да се посветиме, а во урбаните особено средини влијаат навистина многу на квалитетот на живот. Па тука за поздрав е работењето на урбаното зеленило кое ќе придонесе кон ублажување, ако ништо друго, на ефекти на климатските промени, односно на неверојатното затоплување на бетонската, да кажам, џунгла во која живееме, конкретно за Скопје. Нешто што мислам дека треба да бидеме малку свесни дека навистина треба да бидеме амбициозни во делот на справувањето со аерозагадувањето и сметам дека иако планот моментално се фокусира на замена на печките да ги крстиме така не еколошко кон поеколошки начин на загревање, мислам дека треба да се оди и чекор понапред и да се размислува за забрана на горење на дрво во урбани средини, од аспект што постојат други алтернативи. Во овој момент можеби тоа не е возможно од X причини, но апсолутно не треба да се отврли идејата дека во урбаните средини затоплувањето треба да функционира на друг начин, а не на огревно дрво, бидејќи дрвото некои сакаат да го сметаат за обновлив извор, но всушност тоа не представува обновлив извор на енергија во таквиот, да кажам, концепт во кој ние ги сметаме обновливите извори. И би сакала во делот на јавната кампања нешто што е многу интересно, правевме анкета на репрезентативен примерок во Република Македонија. Над 50% од луѓето се спремни да направат промени во сопствените домови, во смисла на промена на некакви навики или промена на начин на грејење или промена на поставување на соларен панел или колектор, доколку за тоа добијат некаков вид на поддршка. Деталите можеме да ги споделиме дополнително. Планиравме да направиме инфографикони во однос на одговорите на граѓаните. И огромен дел од граѓаните се исто така спремни и за акција на терен. Ако ги повикате да посадат дрва, ќе го направат. Не во смисол на ден на дрвото, нели, туку во смисол на уредување на средините во кои самите живеат, односно во нивните локални средини. Значи постои свесноста полека расте и тоа е многу позитивен чекор нанапред во справувањето со проблемот. Кога станува збор за свесноста и за јавната кампања,
Позитивно е тоа што овој план зборува за вклучувањето на граѓанските организации во неговата имплементација. Воедно сметам дека комуникатори, ако може така да ги наречеме, за овој план треба да бидат сите, апсолутно сите чинители, од оние кои продаваат клима уреди или инвертори, до оние кои продаваат енергетски ефикасни уреди, до оние кои обезбедуваат термичка изолација или штедливи сијалици. Во секој случај не е нешто што ние го гледаме како залепен билборд на улица и со тоа сметаме дека сме завршиле работа и сме направиле јавна кампања за јакнење на свесноста. Туку сите чинители кои имаат било каква допирна точка со имплементација на овој план треба да си ја превземат улогата на комуникатори кон јавноста, бидејќи на тој начин можеме да стигнеме до многу поголема група на луѓе, односно многу поголем број на граѓани. На крај, само во однос на делот на законодавството, за поздрав е забраната, воведувањето на забраната за горење на јаглянот како средство за затоплување во домовите. Не само што е многу штетно, значи и шири многу миризма, навистина е штетно по здравјето и треба да се ограничи. Само во Скопје знаеме за околу 700 домаќинства, но овој проблем е навистина присутен и секаде во Македонија. И она што треба да се земе предвид е консултацијата со јавноста во однос на сите измени, законски измени или предложени измени и јавна дебата или расправи по однос на овие измени. Овој план првично кога се појави, нас не дојде малку одеднаш, бидејќи сметавме дека ќе има некој процес на учество на јавноста или некаков процес на јавни консултации, дебати и така натаму. Еве сега со овој настан имаме можност сите да дадеме предлози и да коментираме, но ова мора да остане пракса како и ветувањето на нашата нова влада, која сметаше дека учеството на јавноста и консултациите со јавноста се приоритет и се нешто што не сме да се заборави. Воедно сакам да посочам дека очекуваме ние како граѓански организации активно да бидеме и проактивно да бидеме информирани и вклучени во сите законски измени кои се предлагаат во рамки на овој план, но и понатаму. Ви благодарам на вниманието.